Почитувани колеги советници, почитувани гости, согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10 од 2005, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на општина Битола на 3.4.2024 година, денес среда, во 12 часот со преглед на следниот дневен ред. Точка 1. Извештај за работата на Зоолошката градина Битола во 2023 година. Точка 2. Извештај за работата на Старскиот дом Сјурајдер Битола во 2023 година. Точка 3. Годишен извештај за реализација на програмата за култура во општина Битола за 2023 година. Точка 4. Годишен извештај за реализација на програмата за образование во општина Битола за 2023 година. Точка 5. Годишен извештај за реализација на програмата за социјална заштита во општина Битола за 2023 година. Точка 6. Годишен извештај на локалниот совет за волонтерство на општина Битола за 2023 година. Точка 7. Извештај за активностите на општинскиот совет за превенција на детско престапништво за 2023 година и точка 8. Извештај за работа на локален економско-социјален совет на општина Битола за период 2023-2024 година. Со точка 8 е денешниот дневен ред и истиот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвојува дневниот ред и поминуваме на првата точка од дневниот ред, извештај за работа на Зоолошката градина. Представник се уште немаме, така би поминале на точка број 2. Истата ќе ја поместиме понатаму, ако дојдат представници од Зоолошката градина. Значи, точка број 2, извештај за работата на Старскиот дом Сјурајдер Битола за 2023 година. Тука е директорката од Старскиот дом, па ве молам да се произнесете по точката. Добар ден на сите. Во однос на годишниот извештај за работата на Домот за стари лица Сјурајдер, Домот за стари лица Сјурајдер во текот на 2023 година ги реализираше активностите согласно програмата за работа за 2023, оперативниот план на програмата за работа на установата, а согласно со одредбите на Законот за социјална заштита, Законот за установи, Законот за вработените во јавниот сектор и другите законски важечки прописи, нормативи и стандарди. Услуги кои ги нуди установата се сместување на стари изнемоштени лица, исхрана на истите, хигиена, здравствена заштита и нега, социјална заштита и социјална работа. А во извештајната година се примени евидентирани вкупно 131 корисник за кои е изработено посебно индивидуално досие и комплетна целокупна потребна документација. Истовремено се превземени сите потребни мерки за разрешување на проблемите од тој домен. Редовно се изработуваат во установата месечни извештаи за видот и бројот на корисниците на барање на Заводот за социјални дејности и Министерството за труд и социјална политика од Скопје, месечни извештаи за корисниците сместени со решение на Центарот за социјална работа, тромесечни извештаи за корисници сместени во установата на барање на Министерството за труд и социјална политика и годишен статистички извештај на барање на Државниот завод за статистика. Во човечки ресурси, значи во Домот за стари лица има 32 вработени и тоа се извршители се директор, дипломиран социјален работник 1, одговорен сметководител 1, административен техничар 1, економ 1, телефонист 1, готвач 1, готвач 2 1, геронтодомакин 13, ложач 1, главна медицинска сестра 2 и медицински сестри негователи 8. Организација на работата со внатрешната организација на установата, која е определена согласно со надлежностите утврдени со Законот за социјална заштита и статутот на установата, се обезбедува законито, стручно, ефективно, ефикасно и економично вршење на работите и задачите утврдени со закон. Просторно-технички услови за работа,
Домот значи располага со 64 соби, поделено во два павилјони. Едниот е за лица на кои што не им е потребна помош, другиот е за лица кои што им е потребна помош. Просторно-техничките услови за работа се задоволителни, ги задоволуваат нормативите и прописите и стандардите за домовите за стари лица. Оперативниот план на активности, значи тука не би навлегвала детално, се наведени сите активности кои што се реализираа во врска со корисниците преку целата година. Тука спаѓаат сите активности кои што се во соработка со основните училишта, градинките, центрите за социјална работа, другите невладини организации, разни здруженија и така натаму. Значи, поголемиот дел од активностите се наведени со дати и по месеци до крајот на годината. Фактички, овај план кој што беше предвиден за 2023 година, скоро во целост е реализиран. Соработката со местно надлежните центри за социјална работа, можам да кажеме дека на високо ниво, постојано комуницираме, се сместуваат лица кои што се од социјално ранливи категории, со решение преку Центарот за социјална работа, начин на снабдување со потребните услуги и материјали. Значи, во текот на изминатата година беа реализирани 25 постапки, и тоа за сите оние услуги кои што ги немаме во установата, кои што се потребни за старите лица и за корисниците. Тековното инвестиционо одржување, значи беше следното: санирање на настанати проблеми, одржување на електрична, водоводна, одводна инсталација, завршена е постапката за имплементирање и функционирање на соларниот систем, завршена е постапка за набавка на професионални индустријски машини, набавени се нови душеци, набавени се 150 нови постелнини, набавена е 150 метри гумирано платно, набавени се нови 7 LED телевизори, набавени се заштитни вреки за заштита на текстил при перење. Установата е комплетно бојадисана, двата павилјони и управната зграда, редовно се набавуваше ситен инвентар. Исто така, можам да напоменам дека имавме и доста донации во изминатата година. Беа донирани 150 комплетни прибори за јадење, 100 креветски, чаршаф, истоластик, крпи, чорапи, долен веш, постелнина, кебиња, пелени, како и прехранбени производи, пијалоци за одредени празници. Финансирањето е со наменската сметка и преку само финансирачката сметка на установата, каде што се вршат уплати од корисниците кои што потпишуваме индивидуални договори. Во кратки црти тоа е извештајот. Доколку имате прашања, повелете. Ви благодарам, директорке. Дали имаме прашања по точката? Повелете, председателка. Добар ден на сите. Директорке, јас не мислам, морам да кажам дека вие сте една од ретките директорки со која може да се соработва и може да се пофалиме од оно што го работите. Чисто ме интересира со спроведувањето на новиот проект за, нели имавте нов проект со лица кои се, ме интересира каква е вашето искуство во тие месеци. Мислите за интервентното сместување? Да. Дали се бара, дали имате, може би размислувате да се прошири, ме интересира само во тој контекст да ми кажете. Значи, таа услуга што ја воведовме е една единствена на ниво на Република Македонија од страна на нашиот дом за стари лица. Само што ги добивме согласноста од Совет на општина Битола и само што почнавме, значи беше наведено кога ќе се почне со реализација негде септември-октомври. Го известивме Министерството со се одлука на управен одбор, со се вашата одлука што ја добивме, со се елаборатот кој што го имавме направено за услугата. Значи сите тие документи беа пуштени во Министерството за труд и социјална политика, да ги имаат и да ја бидат запознаени дека значи домот ќе започне со давање на таква услуга. Интересот беше огромен и ден денес е доста голем. Меѓутоа, само што започнавме, кога дојде да ја ставиме услугата во новиот статут пред некое време сега што го презентирав, од Министерството за труд и социјална политика наидов на отпор. Ми беше кажано дека ќе треба малку да почекаме, да ја стопираме услугата, бидејќи имало некои несогласувања, сметале дека
тоа е проширување на дејноста, што по мене, јас во консултација значи и со правници и со познавачи на Законот за социјална заштита, не гледам дека ние ја прошируваме дејноста, затоа што повторно сместуваме стари изнемоштени лица, меѓутоа временскиот период е тука разликата, не е долготрајно сместување, туку е на одреден временски период. Така да ми беше кажано дека не смееме да ставиме услугата во новиот статут, ќе мора да почекаме да поминат изборите, па да се разговара во Министерството, бидејќи можело да се донеси одлука да треба да помини таа услуга на влада. Добро, значи затоа и ве прашав, Да. пошто ги имам тие информации сега што ги кажавте. Меѓутоа мене ме интересира, тоа би значило измена на вашиот статут? Така, тоа мора да помини прво на Совет. Ако имаме таква потреба. Не, ќе треба да добијам одлука од влада. Добро. Кога ќе добијам одлуката од влада, значи после изборите ќе поднесам повторно на писмено до Министерството, ќе ги поднесам сите овие точки и одлуки што ги добив и елаборатот и се, и ќе побарам како мислење од Министерството. А и... вие добивте на писмено од Министерство дека треба да ја стопирате? Ние само телефонски ме извести. А ќе може да ни доставите се што доставивте до Министерство, за да знаеме дека, мислам, инаку како би знаеле дека ви е стопирана услугата? Значи јас можам да ви го доставам Дописот електронскиот ваш, мејлот, електронски, кој што веднаш после добивањето на вашата одлука. Не, сакам да прашам, Да, значи можам да вие го донесам. немате, ако немате Немам. написмено забрана, Немам. тогаш можете да си ја терате ако имате телефонски. Знаете како, јас тука малце сум скептична, затоа што малце, пошто се работи за финансиски средства, не сакам Добро. утре други ден по кажан збор Да, телефонски, зато ве не прашав дај дали Боже, на писмено ви имаат пуштено, не, ако може не. само дописот да ни го пуштите до Совет што сте го пуштиле до Министерство за труд и социјална политика. Ако Значи не ви е проблем. документацијата комплетна што му ја пуштив во Министерството. Да, ја пуштив во секторот што е одговорен за домови за стари лица. Добро, фала Кај многу. одговорниот Оти вработен. се ближи летни периоди, јас сум сигурна дека ќе имате уште поголема Ќе има. побарувачка да видиме што може да се направи А во иначе меѓувреме. имавме доста големи побарувања и сега се јавуваат, му кажуваме дека привремено е стопирана услугата, меѓутоа се надевам дека ќе се утврди дека не е проширување на дејноста, бидејќи не сместуваме друга категорија на лица, не ги прошируваме капацитетите, постоечките капацитети ги користиме, не инвестираме нови Ама таквото финансиски. утврдување не би требало да биде врзано со изборите. Барем според Така мене. ми рекоја, после изборите ќе си поднесите за да видиме дали треба ова да помини на влада и да добиете одобрение. Ако не од ви е влада. проблем, само Нема дописот проблем. пуштете Да, ни. Фала. до седница да ви го пратам на Кога мејлот. можете, не кога На- можете тогаш на Совет на општина на Битола мејлот на испратете го. Советот. Да, Во ред, да, нема проблем. фала. Ви благодарам. Дали имаме други прашања по оваа точка? Констатирам дека немаме прашања по точката и поминуваме на точка 3 од дневниот ред, годишен извештај за реализација на програмата за култура во општина Битола за 2023 година. Имаме представници од општината, па ве молам да се произнесете по точката. Добар ден. Значи, годишниот извештај за програмата за култура го имате сите. Купно беа планирани момент. Во програмата за култура вкупно беа планирани 16 милиони и 400 илјади денари. Знаете, правевме неколку измени на оваа програма, од кои во 2023 година целосно се реализирани активности во износ од 16 милиони 389 607 денари. Значи имаме голем процент на реализација, скоро 99% реализација на оваа програма. Најголем дел од активностите ги имате овде точно наведени се, значи во табели на која активност, на кој проект, на кој настан, колку средства се доделени. Најголем дел од нив се за зимската приказна, за Битфест, традиционални настани, како и оние настани кои што беа избрани преку јавниот повик кој што беше во областа на култура. Ви благодарам. Дали имаме прашања по оваа точка? Повелете, колега. Здраво на сите, благодарам председателке.
Ова е можда најголемијата реализација на програма што некојаш имам видено до последен денар пресметани. Овде во извештајот од реализацијата на програмата не ги видовме оние донации или спонзорства од фирмите кои што се рекламираа на зимската приказна. Имаме податоци кои фирми учествуваа како спонзори на зимската приказна и колку беше нивното спонзорство? Во моментот јас немам информација, видам така. Значи дополнително. Добро, ќе ве молам до седница, значи писмено да ни известите сите советници, кои фирми биле спонзори на зимската приказна, која била сумата што ја спонзорирале, што добиле за возврат за тоа, дали ова законски со спонзорството требаше да се помени на совет или не, тоа ќе ве молам исто да ми одговорите, и она што ме интересира друго е куќарките што беа издавани, која беше цената по која што беа издавани и на кој основ и на која сметка беа платени тие средства кон општина Битола? Мислите куќарките последната во 24-та? Да. Затоа не е во овој извештај, ќе биде во наредната година. Мислам за зимската приказна што Сега што беше во декември, така? да. Да, овој извештај не афаќа зимска приказна 24-та, афаќа зимска приказна 23-та. Ама имаше куќарки во 2023-та? Добро. Така? Значи куќарките не куќарките сега беа поголем број, инаку исто имаше куќарки. Ви благодарам. Други прашања? Повелите, председателка. Добар ден и од мене. Јас имам неколку прашања. Ме интересира, нели донесовме програма со измени, дали во предвидените проекти кои ги имате наведено во програмата за култура, дали средствата кои ги изгласавме во 2023 година значија исплата на сите и немаме заостанати никакви договори по основ на култура во било кој дел? Или имавме некои кои сте ги платиле во 2024? Мислам дека тоа е јасно, го кажавме кога ја правевме програмата 2024, дека точно имаме заостанат долг од 2023, са точно сумата околу 2,5 милиони, мислам дека беа, фаќајте за збор точно, значи не знам прецизно. Тие се беа планирани во програмата 24 и веќе се исплатени поголем дел од нив. Затоа имавте писмено известување од одделението за финанси која се носеше завршната сметка, значи дел од нив не се исплатени бидејќи нема дојдено да склучат, да донесат извештаи и фактури. Следно прашање, значи во овие 16 милиони во култура кои ни ги имате пуштено, тука влегуваат и Битфест и зимска приказна заедно? Да, имате конкретно поставки, да. Кои настани се се? Во други ставки немате нигде даено, мислам нема општината предвидено средства за култура, само овие ставки се така? Да. Колку што можев да видам, ама не можем да ги поделам, може да ми кажете точно колку се даени за Битфест, а колку за зимска приказна? Ги немам така сумарно. Оти овде се сите наведени, гледате, поединечно. Ги немам сумарно колку Битфест, колку зимска приказна, треба да се соберат. Па во новата програма имате предвидено во друга програма пари за култура. Мислам за зимска приказна, така? Па така се смена, значи во 2024-та излезе оствари во 23-та крајот кога се креираа програмите на локалниот економско-социјален совет за кој покасно ќе имате извештај, тука е колешката. Се јави идеја дека треба зимската приказна да биде планирана во програмата за туризам. Тоа е за 24-та. Да, знам дека е за 24-та. Да, и зимската приказна целосно се реализира од програмата за туризам во 2024-та зборам. Добро. Ме интересира, како што гледам тука, традиционални настани, јас не гледам или поправите ме? Ги има, само не можете ги видите. Ако почнеме од позади, имаме Камера 300, Илинденски денови 146, 145, Браќа Мањаки 144. Значи ги има да ги има наведено сите. Само јас ова од картица, значи како што беше исплаќањето, така ви ги имам наведено. А некој кога правевме Excel табели или кога баравме писмените. Второ нешто кое ме интересира. Овде ми рековте дека се и зимска приказна и Битфест.
дали во средствата кои му ги дадовме на КИЦ, имаме средства кои се предвидени за вакви или слични настани. Ме исплаќање од КИЦ, ма тоа треба во нивниот извештај да оди. Па вчера го гледавме нивниот извештај, Да. тие ми рекоа дека на таа сметка немат никакви за проекти од општината, а нивната самофинансирачка сметка немат средства. Затоа ве прашувам. Имаше дел од средствата, значи кои што се Гледајте исплатија за настани. комисијата, ако ќе можете, кажете ми сега кој ми кажува како шо е. Значи вчера го поставив прашањето дали за проекти од општина Битола се префрлени пари на КИЦ, ми рекоа дека не. Значи, Дали може до седница да ми дајте колку средства од општина Битола за културни настани и манифестации се префрлени на КИЦ во 2023 Тоа година? ќе се обидам со делението за финанси, тоа е посебна ставка, значи која што е за КИЦ, ако да ви обезбедам картите. Значи ќе ве замолам до седница да ја добиеме информацијата колку средства се префрлени за проекти и културни манифестации од општина Битола на КИЦ, бидејќи и тоа значи давање на средства за култура. Не може да значи само ова во програмата. Сеќавате сега, не јам точно стварно. Не, јас ги многу носам. го се Кога ја сеќавам. носевме програмата, кажавме К3 и К4 програма и имаше точно за во делот на КИЦ дека има одреден дел на средства каде што ќе се исплаќат преку таа програма. Значи јас ве разбирам, меѓутоа вчера ми кажаа дека во КИЦ не се исплатени такви средства, затоа ве прашувам. Мислам дека не е проблем, не прашуваме нешто кузнајшо, бидејќи тука гледаме ние дека се исплаќани средства за работи кои се технички, значи технички се, а не се проекти, туку се технички работи. А ако се техничките тука, проектите кај се? Значи се во КИЦ. Ме интересира, плюс колку средства сме дале. Оти ако ги земиме уште 10 милиони што се даени за КИЦ, тогаш имаме програма за култура од 26 милиони, немаме од 16. Не се токава сума на пари, Па ќе ви сега, кажам и точно. добро, ама ако може да ги добиеме, мислам, не е за вас. Општо треба да знаат граѓаните колку пари имаме даено точно за манифестации и проекти кои се од областа на културата. И ме интересира, уште еднаш ќе прашам зошто ние сме гласале ребаланс, а имавме заостанати пари за исплата на луѓе кои аплицирале на јавни повици. И уште едно прашање имам. Само еден момент. Има тука исплаќање на средства за членови на комисија за евалуација на Битфест. Тоа е комисијата за евалуација која што беше воопшто по однос на јавниот повик. Нели имавме 22 јавен повик? Не, јас ве разбирам, меѓутоа на кој начин ние сме донесле одлука дека членовите на таа комисија за евалуација треба да земат 39.000 денари. Тоа беа надворешни членови со решение од градоначалник. А како ги избравте? Со јавен повик? Не. Значи, мене ме интересира на кој начин станале членови и имало само 3 члена таа комисија за евалуација, Не, 5. а другите двајца се од општината. Еден од општина, другите се, едниот беше директор на КИЦ и другите тројца беа Тие не надворешни. земаја средства? Мислам дека не. Значи, сакам некој да ми кажи на кој начин се избрани 3 члена кои земале по 40.000 денари за учество во таа комисија за евалуација. Мислам, не е нешто страшно и не е нешто што не треба да го знаеме. Еден момент само барам, уште едно прашање имам и нема поќе да... Кај беше во Имам уште две прашања. Ме интересира, има тука некој мултимедијален проект, Ви претенд It's a City Битола. Може да ми кажете за шо е и кој е носител на проектот? Вие? 110. Јас ваков настан немам видено во градот. Може јас немам
информација. Не знам, треба стварно да проверам. Многу настани се, стварно не знам. Не можам во моментот да ви одговорам. А ви се сигурно во врска во рамките на јавниот повик. Добро, ако може да добиеме Добро, информација и како се избрани членовите и на врз база на што е одлучено да добиваат накнада од 40.000 денари. Ве молам до седница ако може да ги добиеме информациите. Ви благодарам. Други прашања по оваа точка? Констатирам дека немаме други прашања по точката и преминуваме на точка 4 од дневниот ред, годишен извештај за реализација на програмата за образование во општина Битола за 2023 година. Имаме представник од општината и ве молам да се произнесете по точката. Како што знаете, програмата за образование се состои од два дела, тоа е основно и средно образование. Основно образование беа испланирани 54.749.000 денари, тоа се средства од општината, од кои се реализирани 43.379.776. Во интерес на времето може да ги видите детално поставки за што биле искористени најголем дел од средствата. Тука исто така во основно образование имаме и дотации од Министерството за образование во износ од 538.884.000 денари, кои што поголем дел се реализирани. Од овие средства исто така беа исплатени и средства за прводеленците, тоа е еднократна парична помош, со кои беа офатени 787 ученици во 12 основни училишта. Во однос на програмата за средно образование, која што целосно е со блок дотации од Министерството за образование, беа планирани 371.369.552.000 денари, а реализирани се 315.042.590.000 денари. Покрај основно и средно образование, во самата програма беа планирани, односно имаше некои други активности, како што е поддршка на талентирани деца, односно ученици, со кои знаете дека веќе традиционално 2 години се има јавен повик и по повод денот на Свети Нектари се наградуваат талентирани ученици. Со овој повик беа офатени 78 ученици од основните и средни училишта и од Државното музичко училиште и беа потрошени 341.123.000 денари. Тука е исто така и проектот кој што се реализира во рамките на ова програма Образование за возрастни деца, Роми 2023 преку Ромактет програмата, со кои овие се средства значи од донатори, се потрошија средства за туторска настава 212.360, преку кои се беа ангажирани 6 тутори за 77 ученици роми. Беше купен училишен прибор, материјал за овие деца во вредност од 92.214.000 денари и исто така беше дооформено образование на возрастни лица роми, од кои 18 лица го дооформија своето образование, 12 основно образование и 6 добија курс за шминка во износ од 304.000 денари. Тоа е за програмата за образование. И благодарам. Дали имаме прашања по точката? Повелете, председателка. Го спомнавте јавниот повик за талентирани ученици. Ме интересира, имаше комисија во општината која одлучуваше? За талентирани, да? Да, натрешна комисија. Колку члена има комисијата? Са не знам точно, знам дека имаше еден дел, јас учествував во комисијата кој го подготвуваше, значи јавниот повик. И по колку пари му додалевме на учениците? На учениците зависи, имаше 3 и 5 илјади, мислам. Точно не знам, стварно ви кажам. 3 и 5? Мислам да, ќе ви кажам точно, имаше и критериуми во самиот јавен повик. И има и листа кои ученици колку зедоа. Не, мене не ме интересира листата, ме интересира средствата и ме интересира кој одлучил и не врз база на што. Инаку не ме интересира. Во самиот јавен повик имаше критериуми и имаше комисија составена. Ви кажав, една комисија составуваше, беше за подготовка на самиот јавен повик и критериуми, а потоа имаше друга комисија за евалвација со решение од градоначалник, можам да ви го приложам. Да ви го доставам на мејл. Добро, благодарам. Благодарам. Други прашања? Констатирам дека немаме прашања по оваа точка и преминуваме на точка 5 од дневниот ред, годишен извештај за реализација на програмата за социјална заштита во општина Битола за 2023 година. Молам известителот да се произнесе по точката.
Програмата за социјална заштита на општина Битола за 2023 беше испланирана во вкупен износ од 20 милиони 120.000 денари. Можам да кажам дека голем дел од активностите се реализираа. Кога гледаме вака во суми, значи испаѓа дека имаме реализација од 72%, бидејќи знаете некогаш е тешко точно да ги испланираме средствата за одредени активности, тоа не значи дека не се реализирале активностите. Поголем дел од средствата беа она за партиципација на детска градинка, каде што ги планиравме за месец декември, а нели тие средства се исплаќаа во јануари, така да тука имаме вишок на средства кои што останаа. Останаа средства во делот на згрижување и партиципација на градинка на деца роми, каде што имаме обврска со одлука на влада да планираме по 540.000 денари секоја година, а не секогаш сите деца одат во градинка, значи бидејќи ние добиваме месечни извештаи од градинката и врз основа на тоа го вршиме исплаќањето. И тука имаше некој вишок на средства, планиравме опремување на детската градинка Мајчин дом, меѓутоа таа не стигна, значи таа уште не е реализиран тој проект, така да не успеавме да ги потрошиме овие средства, бидејќи не е готова градинка. Така да од вкупно планираните средства имаме реализација 14 милиони 566.000, 845.000 денари, значи некои се 72% реализација. Меѓутоа во главно сите активности кои што беа планирани се реализираа. Ви благодарам. Имаме прашања по оваа точка? Констатирам дека не. Само едно прашање за Повелете. градинките за опремување, за која градинка зборуваме? За ова што ја гради Министерство или ова што ја гради општината? Министерство заедно со општината во Мајчин дом, каде што правиме пренамена и адаптација Значи на тоа е простор. Мајчин дом? Да. А што не е таму завршено? Па не е дореализирана, значи не е изградена градинката за да можеме да купиме опрема, да ја премиме. И требаше да биде партиципација заедно со Министерството да партиципираме средства во опремувањето, бидејќи повеќе коштува, е само мал дел. Ви благодарам. Други прашања? Констатирам дека немаме други прашања по оваа точка и преминуваме на точка 6 од дневниот ред. Годишен извештај на локалниот совет за волонтерство на општина Битола за 2023 година. Молам известителот да се произнесе по тачката. Почитувани советници, почитувани представници на општинската администрација, почитувани гости, добар ден на сите. Годишниот извештај за локалниот совет за волонтерство за 2023 година бие на сите доставен. Накратко ќе се обидам сумарно да ги представам клучните постигнувања и резултати од работата на локалниот совет за волонтерство на општина Битола. На 13 април 2023 година се одржа првата конститутивна седница на новиот состав на локалниот совет за волонтерство на општина Битола. На седницата за председател на ЛСВ бев избран јас, Златко Талевски, а заменик председател беше избрана Викторија Бардаровска. Во текот на 2023 година локалниот совет за волонтерство одржа вкупно 5 седници за кои е доставен детален записник до службите на општина Битола. Во текот на месец мај 2023 година, Советот на општина Битола е усвоил локалната стратегија за промоција и развој на волонтерството на општина Битола 2023-2026 година. Стратегијата беше изработена во еден крајно транспарентен и партиципативен процес кој траеше неколку месеци, со вклучување на сите засегнати страни, како дел од иницијативата Време за волонтирање во координација на Младински културен центар Битола. Општа цел на стратегијата за промовирање и развој на волонтерството во општина Битола е постојан развој, промоција и јакнење на волонтерството во општина Битола и самата стратегија има 4 специфични цели. Временската рамка за спроведување на стратегијата е 4 години и истата ќе се спроведува во периодот јануари 2023 до декември 2026 година. Локалниот совет за волонтерство во соработка со општина Битола го објави повикот за поддршка на волонтерски акции во општина Битола. Вкупниот фонд за поддршка беше 100.000 денари, со тоа што максималниот буџет за поддршка на една волонтерска акција е до 15.000 денари. На јавниот повик за поддршка на волонтерски акции, кој го објави општина Битола, имаше доставено вкупно 18 апликации, од кои беа одобрени 7, со тоа што локалниот совет за волонтерство воспостави систем на поединечно оценување на секоја апликација од страна на сите членови на локалниот совет за волонтерство
и посебна процедура доколку постои конфликт на интерес или некој член е во некаква врска со организација да се изземи од гласањето за поддршка на волонтерските акции кои беа поднесени. Инаку критериум за поддршка на волонтерската акција беше да аплицира здружение на граѓани во партнерство или со меморандум за соработка подпишан со некое училиште од општина Битола. Апликациите кои ги исполнија критериумите добија доволен број на бодови беа вкупно 6, а тоа се регионално географско друштво Геосфера Битола, Здружение за психолошка поддршка Сега и овде Битола, Младински културен центар Битола, Европски развојен институт ЕРИ Битола, Здружение за млади широксокак медија Битола и ИМКА Битола. Локалниот совет за волонтерство препорача да бидат поддржани сите овие 6 апликации и препораката беше во целост прифатена. Бидејќи до фондот од 100.000 денари имаше остаток на неискористени средства, дадовме предлог за поддршка на уште 2 иницијативи, од кои беше прифатена една иницијатива на Сдруженијето Македонски ракотворби, што значи дека во 2023 со овие фондови беа поддржани вкупно 7 волонтерски акции. Подетален опис за реализацијата на волонтерските акции е составен дел од извештајот. Поради зголемениот интерес за апликација за овој јавен повик, Локалниот совет за волонтерство поднеси формален предлог за зголемување на фондот за волонтерски акции до општинската администрација за 3 пати. Тоа значи дека овој предлог на Локалниот совет за волонтерство беше прифатен и фондот за поддршка за волонтерски акции за 2024 година ќе биде 300.000 денари. Локалниот совет за волонтерство на општина Битола во рамките на своите активности ја додели наградата за волонтерски ангажман во локална заедница за 2023 година по повод 5 декември меѓународниот ден на волонтерите. Добитници на оваа општинска волонтерска награда за 2023 според предвидените категории беа за волонтерска организација хуманитарната организација Свети Спас, за волонтер поединец, активистот за заштита на животните Леонардо Соколов и за волонтерска програма Локалниот волонтерски сервис Битола. Како дел од другите активности за прослава на 5 декември, во партнерство Локалниот совет за волонтерство, во партнерство со Сфера Интернешнл и МКЦ Битола, организираше и јавна дискусија и работилница за промоција на волонтерството во рамките на сајмот за волонтерство кој беше организиран од Американското катче во Битола. Локалниот совет за волонтерство функционираше во непотпун состав од 7 активни членови, иако е предвидено да има 9, и нашиот предлог за објавување на дополнителен јавен повик за пополнување на 2 испразнети места во Локалниот совет за волонтерство не беше прифатен од комисиите на Советот на општина Битола. И покрај намалениот капацитет, Локалниот совет за волонтерство потполно ги исполни очекувањата и предвидените обврски со акциониот план за 2023 година и го продолжи трендот на општина Битола како општина лидер во поддршка и спроведување на волонтерски политики и програми и како единствена општина што има ваков локален совет за развој на волонтерство и единствена општина што има активна локална стратегија за развој и промоција на волонтерството. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете. Ви благодарам. Дали имаме прашања по оваа точка? Констатирам дека немаме прашања по точката и преминуваме на наредната точка, точка 7 од дневниот ред, извештај за активностите на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво за 2023 година. Го молам известителот да се произнесе по точката, повелете. Почитувани советници, почитувани присутни, Општинскиот совет за превенција на детско престапништво брои околу 3 во 23 година 37, сега со новиот состав мислам дека 35 членови. Доста обемна, мислам составот е доста обемен, со структурата е многу разнолика и е специфична за раководење и за да се стави во функција. Се обидовме колку што можеме да ги ставиме сите во функција. Обично се мисли дека превенцијата е само на училиштата, но кога го отворивме Законот за правда на децата и кога го претресивме малце
посуштински, видовме дека и обвинителството може да прави превенција, и судиите може да прават превенција, и полицијата, Центарот за социјална работа веќе тоа име работа, меѓутоа утврдивме дека сите заедно со училиштата па и не има простор за унапредување на таа комуникација и размена на информации, посебно за деца кои се од ризик и деца малолетници кои направиле одредени престапи. Значи во извештајот кој го имате има доста активности, навистина која ќе видам и јас сум задоволен што успеавме да ги мобилизираме на одреден начин. Сигурно дека во 24 година новото раководство ќе направи напори и да унапреди нешто од ова што е постигнато во 23 година. Ги допревме сите, училиштата, ги допревме, значи, судството, обвинителството, полицијата, Центар за социјална работа. Интересна беше, направивме една представа со музичкото училиште во живо, тие, нели, нивната знаат да, мислам, свирењето на различни инструменти, тоа има и во живото, значи беше. Ова актерскиот дел беше додадена вредност на сето тоа, темата беше баш ова која ја работиме, беше автентична, една приказна и ги потикнавме да мобилизираат и деца кои послабо активни. Значи, во секој училиште има некои лидери, сега ние инсистиравме да најдеме некои што се во позадина, од деца во позадина да направиме лидери на одреден начин. И успеавме со колешките и со колешката и колегата и другите наставници кои се вклучија. Значи, интересна работа и на YouTube тие ја ставија и може и да понатаму да користи како помагало, наставно помагало, нагледно средство за понатаму за работа со учениците. Воспоставивме комуникација и со универзитетот, значи тие за Европската недела на мобилност се поврзавме универзитет, невладин сектор, училишта, ние како Совет за превенција и направивме одредени активности за поголема мобилност на сите категории на граѓани и констатиравме дека и во тоа можеме да најдеме превенција и користење на како патоказ за едно позитивна активност на малолетниците. Значи има доста работи. Сега, например, многу често на седниците ние констатиравме дека тешко допираме до родителите. Сите се жалевме дека до родителите тешко допираме и како да влијаеме, затоа што родителите не се некоја, училиштата, например, можеме да влијаеме преку наставниците, преку стручната служба, можеме на некој начин, меѓутоа родителите се посебна категорија и успеавме да воспоставиме соработка со една битолчанка, која живее и работи во Скопје, Сонја Китановска-Кимовска, која има објавена одлична книга "Разбуди го родителот во себе", и таа направи 3 презентации, еднаш месечно, во ноември, декември и јануари. Покрај тоа набавивме по една книга за сите во Советот. Значи не ги дадовме книгите само во училиштата, туку и на судијата им дадовме таква книга, затоа што и на обвинителот им дадовме таква книга, и обвинителот за да види како да го доживее, како да го восприеме родителот. Значи, и обвинителот е на одреден начин родител, и полицијата исто така. Значи, тоа беше еден добар гест, и мислам дека наменски ги потрошивме парите. Тоа, мислам, сите, колку 30 и... Мислам, вкупно колку што се представници. Така што мислам дека успеавме нешто да направиме, но се надевам дека во 24-та новото раководство ќе продолжи и со своји активности, можеби некои од претходните од 23-та година. Благодарам. Благодарам. Дали имаме прашања по точката? Констатирам дека немаме прашања и преминуваме на точка 8 од дневниот ред. Извештај за работа на локален економско-социјален совет на општина Битола за период 2023-2024 година. Го молам известителот од општина Битола да се произнесе по точката. Добар ден на сите.
Извештајот за работата на локалниот економско-социјален совет на општина Битола за периодот март 2023 март 2024 се однесува на реализирани активности согласно акциониот план на ЛЕС за периодот 2023-2026 година. Тука дел од активностите се вклучени во одделни програми на општина Битола, затоа што локалниот економско-социјален совет не располага со свој буџет. Меѓутоа, преку другите програми реализирани се повеќе активности, каде што за одбележување посебно е организирањето на отворен ден, нови перспективи, воспоставената соработка со Универзитетот Свети Климент Охридски. Значи, за прв пат се направи едно посебно вмрежување, каде што сајмот за вработување и кариера доби проширени размери и во соработка со Универзитетот, бизнис секторот, невладиниот сектор се организираше отворен ден, од каде што исто така на иницијатива на ЛЕС произлезе и организацијата на универзитетската летна пракса, каде што беа вклучени 30 студенти кои што успешно ја завршија оваа пракса. Исто така, ЛЕСот беше вклучен со континуирана партиципативност во изготвувањето на стратегијата за локален економски развој на општина Битола за периодот 2023-2027. Со тоа ЛЕС овозможи изготвување на стратегија за економски развој на општина Битола без никаква потрошувачка на средства од буџетот, со техничка поддршка од USAID и активна вклученост на сите членови во ЛЕС Битола. Понатаму, како резултат на добрата соработка со невладиниот сектор и посебно со Младинскиот културен центар, бевме вклучени како локален економско-социјален совет во организација на повеќе средби и активности за соработка и мрежување, каде што се разменуваат искуства и се држат обуки во насока на зголемување на антикоруптивните мерки кои што треба да ги имплементираат општините. И уште еден посебно значаен сегмент е организацијата на јавна дискусија, која што овој пат се однесуваше на слободните индустријски зони и нивното значење за економскиот развој на Битола. Учеството на конференција на Конфедерацијата на слободни синдикати на тема да зборуваме гласно, да работиме заедно. И на иницијатива на ЛЕС исто така беше предложено зимската приказна да не биде само манифестација од културен карактер, туку манифестација која што истовремено ќе овозможи туристичка промоција на Битола и со одредени економски бенефити за општината. Така што на предлог на ЛЕС беше вклучена во програмата за туризам, што резултираше и со успешна организација, зашто општината доби посебно признание. Благодарам. Доколку имате дополнителни прашања, повелете. И благодарам. Повелете, председателка. Извинете, последното не го разбрав. Што доби општината посебно пристание? За организацијата на зимска приказна Од кој доби? 2024 година од БЕАМ фестивал на најдобри настани во државата. А за да се пријавите таму, што треба? Апликацијата беше онлайн објавена, значи само општината поднесуваше документација за Ами лани имавме поднесено, така? Оломна ни уствари. Ама не добивме, така? Или јас сум грешка? Да, мислам дека имавме поднесено, немам точна информација, затоа што тоа е делот на реализација на програмата за култура. Добро. И второто прашање ми е колку члена брои локалниот економски совет? Значи, како задолжителни се 12 членови, каде што има представници од општината, од Совет на општина Битола, Конфедерација на слободни синдикати и Сојуз на синдикати на Македонија. Дополнително членуваат Стопанска комора, А кој има право на глас? задолжителните согласно Вкупно 12? Да, подписниците на спогодбата. Меѓутоа, најчесто сите донесени одлуки досега се едногласно. Добро. И благодарам. Други прашања? Констатирам дека немаме други прашања и преминуваме кон гласање на точките од дневниот ред. Со мало објаснување за точка 1 од дневниот ред. Директорот на Зоолошката градина се јави и кажа дека објективно е испречен да присуствува на денешната комисија, со тоа што јас би ја ставила точката на гласање, а службите да го поканат директорот на самата седница и да се произнесе ако имаме прашања по однос на точката. Што значи преминуваме на гласање на точките од денешниот дневен ред. Точка 1. Извештај за работата на Зоолошката градина Битола во 2023 година. Кој е за? 2 за. Воздржани?
Двајца воздржани и против? Нема. Точка 2. Извештај за работа на Старскиот дом Сјурајдер Битола за 2023 година. Кој е за? 4 гласа за. Точка 3. Годишен извештај за реализација на програмата за култура во општина Битола за 2023 година. Кој е за? 2 гласови за. Против? 1 против и воздржан 1. Точка 4. Годишен извештај за реализација на програмата за образование во општина Битола за 2023 година. Кој е за? 2 гласови за. Против? Воздржани? 2. Точка 5. Годишен извештај за реализација на програмата за социјална заштита во општина Битола за 2023 година. Кој е за? 3 гласови за. Против? Воздржан? 1. Точка 6. Годишен извештај на локалниот совет за волонтерство на општина Битола за 2023 година. Кој е за? 3 гласови за. Против? Воздржан? 1. Точка 7. Извештај за активностите на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво за 2023 година. Кој е за? 3 гласови за. Против? Воздржан? 1. И точка 8. Извештај за работа на локален економско-социјален совет на општина Битола за период 2023-2024 година. Кој е за? 3 гласови за. Против? Воздржан? 1. Со тоа ги исцрпивме точките од дневниот ред и комисијата ја затворам. Благодарам.